Секоја среда 20 часот, емисија посветена на најпопуларната работа во Македонија – политиката. Слушајте не. Ви нудиме информации со кои ќе бидете главни на сите свадби, слави, крштевки, кафеани и други културно-забавни семејни настани. Шеш беш. Емисија за другата страна на политиката. Почитувани слушатели, добро вечер, добровдовте на најслушаната фреквенција на Радио Лидер на 107,4. Емисија Шеш беш, другата страна на политиката, и оваа среда вечера во 20 часот, заедно со мене во студиото, мојот драг пријател Ване Петров, во народот познат како Јован Ване Петров, со кого што вечерва ќе пробаме во наредниве 60 на минути да проговориме за актуелните политички теми, но низ една друга призма. Но пред да почнеме со темите вечерва со кои што ќе говориме и ќе отвориме, голем поздрав за луѓето од техниката кои што се од другата страна вечерва во радиото, и некои што сигурно ќе бидат наши слушатели, значи двајца имаме вечерва слушатели, а тоа е DJ Flex и Димитар Митровски. Добро вечер и до вас, добро вечер и до сите наши слушатели оваа вечер. Интересна недела, Ване, морам да признавам, многу интересни работи се случија оваа недела во циркусот кој што се вика територија Северна Република Македонија, така ли беше? Она има дневица која што го наметна. Како и да е, интересна недела со многу интересни настани, актуелни во моментов. Еден ексклузивитет пред малку се случи, се надам дека ќе видиме втори што ќе го објавиме. Прво го објави нашиот пријател Бетмен. Кој друг како не Бетмен, нели? И да чуеме за што станува збор. Добро вечер од мене. Најпрво би сакал да ги поздравам сите слушатели на Радио Лидер, а посебен поздрав до браќата од 27 април кои што се затворени и се политички затвореници. Тоа морам да го напоменам, затоа што судени за тероризам, каде што нема воопшто тероризам. Кога сме тоа, среќен роденден Јане Ченто, голем да растеш. Да, Јане, среќен роденден и од мене. Да почнеме со емисијата. Повели. Ја би отворил со Бугарија, тоа не е актуелното. Да. Тука се Џамбаски. Ангел Џамбаски. Ангел Џамбаски се вика. Како изгледа ѓаволот? Така во Бугарија. Тоа се мислам цело време како би изгледал ѓаволот во таа ситуација. А овој кој е ангел? Се почна минатата недела со Кристијан Пендиков, охриѓанец кој што беше претепан и од кој што се направи голем случај политички, кој што зема се поголем замав, поготово во Бугарија, она што се случува од страна на официјалната политика и власта во Република Македонија некако влезе во целата таа игра и представува во повеќе вака сегменти, она, барем од моето искуство политичко што имам 30 на години, преседан во неколку нивоа. Христијан е посебна тема за дискусија. Види, од него направија политички, не знам, самурај. Политички самурај, да. Ова ти е добро. Да. И не е прво што текнува за Сребра една жена со... Не, Спаска Митрева за неја Сребра беше друга, да. Спаска Митрева од Гевгелија. Да, заради семеен проблем, таму го наметна како Дечко, колку што знам, Дечко бил член порано на УМС, на ВМРО ДПМН. Има доста статуси напишено каде што кажува јас немам македонски, а не па бугарски пасош. Македонија ми е единствената тковина и одеднаш салто мортале прави и оди во најголем, да биде најголем бугар. Друго ми беше муабет. Како оној од Битола ти текна за една вечер. Да. Што стана бугари. Муабетов околу Дечково ми е тоа што, види, колку што разбрав, тепане за нешто друго. Најверојатно должничко доверителски работи околу кокаинче, хероинче и такви други некои. Што и да е причината, значи што и да е причината и да биде условно кажано хипотетички како и да е дека е тепан заради неговата национална припадност. Не може тука ни хипотетички да го ставиш. И тоа да е, нека и тоа, меѓутоа постои истражни органи, постои истражител, постои полиција, постои презумпција на невиност. Да, постои полиција. Постојат повеќе работи кои што по правило требаше министерот за надворешни работи на оваа територија кога одеше во Бугарија да ги има во предвид како министер за надворешни работи. Значи, Бујар отиде во Софија и вика, не ме интересира неговото минато, не ме интересира неговата политичка определба како била, не ме интересира муабетите кои што се слушаат во чаршија, мене ме интересира што ми кажа неговата мајка и јас до тоа се држам. И од тоа почна приказна, застана до министерот бугарски, нели, си ќутеше, си кливаше со глава, онака. Бујар Османи би бил во Бугарија, најверојатно би бил Бугар Османов. Бојко Османов. Или Бојко Османов. Па може така да се каже Бојко. Не, да само секунда за
човеков за Дечково. Дечково, колку што знам, има кривична пријава за поседување на наркотици, односно за 0,7 грама хероин, кокаин, небитно. Значи Дечково има кривично. Си дојдоа, си го земаа со хеликоптер, си го однесоа како најголем бугарин. Па каде се тука нашите органи? Каде е владата? Каде е министерот оној Олјо? Или он има бизнес? Именно тоа што ти кажав, обвинителот каде е, сите ти останати. Значи го пуштија без паsoš. Денеска виде што се случи. Дали виде денеска што се случи? Мајка му без пасош отишла за Бугарија да го посети. И Бугарија влезе во Балкан? Да. Не знае, во овој момент не го Мислам, знае. сега многу подсетува на килимот од Балканкан. Да, како викаше Јован, како викаше бугарска работа. Бугарска работа. Значи, почнав од преседан да влегува целата оваа приказна. Вториот момент беше на министерот, да се навратиме на него кога отиде таму. 6 или 7 жални, трагични изјави онака од министер за надворешни работи на било која земја, па и на нашата. Од типот нели на тоа дека слушал мајка му што збори прво, па вториот момент беше дека јас доаѓам од едно малцинство кое што во мојата држава беше репресирано и како што збори, нели? И јас бев многу репресиран. Да живееше во Бугарија овој истиот Бујар Османи, ќе се викаше Бојко Османов, како што правеа на времето бугарите, ќе продаваше негде сладолед. Так. Воопшто немаше да биде она што го има добиено во Република Македонија, неговото образование, работа, позициите кои што ги имал во животот и се она што побара. Неговото гостување во емисија, истиот овој Бујар Османи, Ване, оној кој што одеше, ако се сеќаваш, низ Македонија и кој гледаше таблите дали се двојазични. Тоа е тоа. Бујар Османи, министер за надворешни работи на Република Македонија, во емисијата на една бугарска телевизија, не знам на која телевизија гостуваше, ми изгледаше ко медиатор, а не како министер кој што представува држава. Па да. Буквално како медиатор за олеснување на ситуација. Кога сме веќе кај тоа, виде што се случи со Совет за безбедност за 4 февруари. Да, но пред да кажеме за Советот за безбедност, она што заборавме на почетокот на емисијата, последната информација вели која што ја пласираше нашиот драг пријател Богдан Илиевски е дека бугарскиот амбасадор е повлечен. Да, нема да се врати во Република Македонија. Повлечен од амбасадорската позиција во Република Македонија. Тоа во дипломатијата значи чекор 2 до тотално прекинување на односите помеѓу двете држави. Она што е симптоматично кај бугарите мора да се каже и мора да се признае дека не им е прв пат ова вака да го прават во историјата, пред одиме ова со Советот за безбедност. Една-две работи кои што ми текна, Ване, а таа е дека не знам колку знаеш дека во времето на комунизмот, 45-та година до 90-та, кога Бугарија припаѓаше на тој источен блок, нели, Варшавски договори, сите тие останати работи, не сум сигурен, 3 пати или 5 пати сакаш да кажеш за Русија? Да. 5 пати ги молеа русите за да влезат како 16 или 17 Да, во Советскиот сојуз, како 17-та република. Ако си има во обзир дека Советскиот сојуз е граден на репресии, нели, на освојување територија, ги освојуваат балтичките држави што им се таму. Па Грузија, па Ерменија, така го прават, нели, Советскиот сојуз. Единствениот пат кога они самите одбиле некој кога им се нудел, биле бугарите. А имаше разни приказни тогаш. Дека живееле бугари околу Волга, многу де живееле околу Одеса. Но и самите совети кои што нели бараа проширување цело време на територија, па плюс некој ваков известна топло море како што беше Бугарија, 3 пати или 5 пати ги одбија пошто знаеа со кого си имаат работа. Па впрочем и Советскиот сојуз ќе направи таа држава. Па уште посмешна работа. Со нивни амин, со нивна посмешна работа, Ване, која што вака денови ми се враќа во приказнава е дека они отворија културен центар во Битола Иван Михајлов, така? А во Охрид Цар Борис. Цар Борис. Цар Борис му има, ако не се лажам, Цар Борис. Да. Му има подпишено 5, не една, не две, 5 смртни пресуди пред да избега во Италија 34-та, заради тоа и бега. Во Турција бега. Или прво во Турција, по Турција во Бугарија, така. Во Италија. Цар Борис му подпишува 5 смртни пресуди на Иван Михајлов. Така. И сега гледаш, имаш ситуација која во Битола, културниот клуб Иван Михајлов има слика од Цар Борис. И обратно во Охрид. Да, овој што ги има осудено на смрт. Да, најдобри пријатели, кога да биле најдобри пријатели, така ми изгледаат на мене. А на џамбаски посетили комунистите 45-та што имаат проблеми со Македонија.
Интересна работа овој Ангел Џамбаски. бугарски. Што беше приказнава со Советот за безбедност? Советот за безбедност, Совет за безбедност во една држава се свикува која имаме воредна ситуација. Која имаме Ке нас треба да го постојано заседание Совет. Па, мислам, Пендаровски сега Стево Пендаровски, председател, така наречениот председател, излегува со овие изјави во последно време излегува многу голем македонец. А ако се сетиш пред известен период, знаеш што каже? Гоце Делчев е бугарин, но се борел за ослободување на Македонија. Кажа дека како можел да избегне странство би отишол. И тој истиот Стево Пендаровски сега кажува нешто сосема друго. Советот за безбедност донесе неколку заклучоци, меѓу кои што беше и одредени политичари од Бугарија да се прогласат за персони нон грат. Сето тоа беше проследено до владата на Република Македонија. Истата влада тоа не го спроведе. Добро, постои колизија. Меѓутоа има уште еден момент. Дали го слушна денеска што каже Оливер Спасовски? Не знам, просветли ме. Ретко го слушам некој. Мислам тоа е нонсенс. За истава тема Оливер Спасовски излегува денеска и кажува овака. Ќе парафразирам, вели на 4 февруари ќе донесеме одлука дали да ги прогласиме за персони нон грат. На 4 февруари. Што не го направи тоа 2 дена порано? Нешто не го направија 2 месеца порано. Не, 2 дена порано од 4 февруари. Џамбаски Да има символика. На 2 февруари. На 2 февруари, па мислам Ептенкин се погоди, не знам, може се негде на слава, па дали ќе имат време за таква работа да. Се дига голема тензија и од денешните најави гледам овој Ангел Џамбаски, нели, кој што е ко-председател на ВМРО БНД, како им се ка БНД, ама не знам што му значи тоа БНД. И сега гледај колку интересни приказни, колку самите си бркнуваат во око. Прво тој е некој така наречен лидер на политичка партија што се вика ВМРО, Внатрешно македонска револуционерна организација. Морам да ти исправам, Џамбаски не е лидер, Џамбаски е подпредседател. Не, ко-председател. Значи, овој се поднесе оставка Каракачанов, овој председател. Да. Затоа тикам ко-председател е. Џамбаски. И сега роден е во Софија. Овој Каракачанов е роден во Русе. Е ко-председател, овој бивши председател на Внатрешно македонска револуционерна организација, која што според својот статутот, нели, од кога е основана во Солун, делува исклучиво во границите на етничките граници на Република Македонија. Не на Република, на Македонија. На Македонија, да, пардон. Едниот роден во Софија, другиот во Русе, значи прво тука им е колизијата. Вториот интересен момент на печатот историскиот на ВМРО кој што тие го користат, пишува независима Македонија, нигде не пишува Македонија и Бугарија, нешто заедно да видат целата таа приказна. И тој доаѓа во Скопје и вика време е да се обединиме, ние сме сшти народ, сите тие работи и сите тие приказни. И не можам да ми ја сватам самата колизија на нивното постоење во не, види, за волја на вистината се обидува. Не дека не се обидува. Се обидувам ја да го сватам тоа, ама некако тешко ми иде. Тешко ми, да? Многу тешко, ама многу. Што викаат бугарите, или сме тъпи, или не ја разбираме работата. Па очигледно они не ја разбираат работата, види. Со Македонија кој фатил работа, не му излегла добро работа. Да. Не излегла добро работево со било кој што се фати. Има ли вистина дека на седницата на Советот за безбедност, ова малку чудно ќе звучи, Демократската унија за интеграција инсистирала 5 луѓе меѓу кои што и Џамбаски да бидат ставени како персони нон грата во Република. За кого збориш? За ДУИ. Дека на Советот за безбедност. Ја имам друга информација. Или обратна информацијата. Ја имам сосема друга информација, таа информација дека во влада на седница на влада ДУИ биле најжестоките противници да се направи такво нешто. Па добро, се последни изјави на Бујар Османи. Мислам Бујарчо им и тоа Бујар Османи. Како и да е, страшно. Кога сме кај владата, што се случува со приказнава топло ладно секој прв ден, се некој влегува влада, па излегува влада. Али јас за волја на вистината... Па е на трибина на вчера на ДУИ, завчера, па Арбар као подпредседател на ДУИ го напаѓа Павле Трајанов, коалициониот партнер негов. Интересно. Нешто се случува таму. Денеска излегува министерот за здравство, вика дека јас појма немам дека треба Алијанса да влезе, дека треба да
дојде министар во моето министерство на Алијанса за волја на вистината, Алијанса вчера мислам дека беше, им направи кворум, нема 61. така. И сега Алијанса им влегува у Кај Кастриот? И тоа Како нема 60? со двајца. Со Така. двајца, само со двајца за да имаат нели кворум да изгласаат почеток на седница и тука заврши. Пак се нема кворум. Што ми беше муабетов. Алијанса на албанци, како е, не знам точниот назив на партијата. Алијанса на албанците, така. Алијанса на албанците. Иде со изговор дека влегуваат во влада заради протуркување на така наречениот француски предлог. Морам да се вратам малку на тоа, па ќе се навратиме пак на Алијанса за Албан. Цело време го зборат француски предлог. Дали ти текнува дека Стево Пендаровски излезе и јавно на прес кажа дека тој бил оној што го напишал предлогот. Значи тој не е француски предлог. Тоа е договор помеѓу, за жал, актуелната влада на Република Македонија и Бугарија. Францускиот предлог. Името француски. Сега може би убаво звучи онака француски нешто. Добро, овие диаметрално различни ставови на председателот на државата и на владата стануваат се поинтересни последно време во Република Македонија. Тоа случуваше, ми го кажуваш. Да. Алијанса за албанци може би во петок ќе донеле конечна одлука. Не верувам дека мое лично убедување дека нема да влезат во влада. И овака и онака, дали ќе има предвремени избори или редовни избори, ние сме во изборна година. Да. И оно е мал рейтинг што го имаат, да си го рушат со влегување у влада, да седнат на заедничка маса посебно со ДУИ. Мислам дека е политичко самоубиство Па има една големи размери. контратезава, не? Дека ова им е последна шанса нешто да грамнат, бидејќи знаат на следните избори дека Алијанса нема да освои ништо. Тоа им е добар репер на последните локални избори. Да, меѓутоа додека влезат у влада, додека постават како што барат 30 директори, тројца министри. Од кого ќе ги земат тројца? 3 министри барат, од кого ќе ги земат? Па они ако земат 3 министри, СДС ќе остане со 1 министр или со 20. Повеќе нема да има. Мислиш им гајле, да. Кој онака не им гајле. Не им гајле. А инаку за лополдук купи ден продајме им работа. За лополдук и за крадење за 3 секунди ќе се договори некој да направи целата таа работа. Под наводници за нели како беше евроинтеграција. Европска Македонија во моментов, нели тоа? Тоа секогаш го туркат, дуи го туркат сега тоа да ги обедини сите партии за европска, па Македонија европска. Кога сме кај ДУИ и овие зелена партија се. А кои беа тие зелени? Па ДУИ, ДОМ и ЛДП. Кога сме кај ЛДП, тоа сакам да кажам, денеска нивната председателка Зајкова, така се презива. Многу наликува на Зајкова тврди, јас сум по потекло од Кукуш и сум горда и мојот јазик е македонска. Истата таа гласаше човече за договорот од Нивица, кој што беше еден од најпогубните во историјата на Република Македонија. И не знам што им е на овие инстант политичари кои што во последно време се појавуваат во владачката гарнитура, кои што мислат дека народот е толку брзо заборава она што го имаат направено пред некој период. Добро, сега за волја на вистината. Кај нас има една за волја на вистината. Во Кратово има една изреченица. Само секунда, ќе ме ти да мисля да постарсам. Значи, една многу интересна работа им се случува во моментов. Владеат уставно кажано двете македонски најголеми партии во владеачкото мнозинство со лидери кои што не поминале на избори. И Ковачевски, Зајков. Ма добро, видите сега да се и нема никаков легитимитет. Ако зборуваш за Ковачевски, па дали не ти текнува што рекоа за него, зошто на едно новинарско прашање зошто дали ова трибиниве кои што ги прават низ градовите на Македонија, кога го праша дали ова е предизборна кампања, он рекоа не, никако. Зечевич, Миле Зечевич. Им рече не, како ова е што е со презимиња. Го носиме Зајкова, Заев, што е прекрасно. Го носиме, го носиме Ковачевски за да го запознае членството. Председател на СДС. Го носиме Ковачевски. Нека се запознаат човек. Кај нас има една што ме прекина пред малце, слабо памти, брго заборава. Работева нивната работа е така, слабо памти, брго заборава. Може на избори го користат како
Онака. Па тоа е и главен, мислам дека Слоган, е и онака. главен слоган ќе им биде тоа. Како рече, брзо заборави, Слабо памтам, брго заборавам. слабо памтам, брго заборавам. Да. Интересно, интересно. Во секој случај, да. Што мислиш, еве го, доаѓа 4 февруари, се загреваат страстите и овде и во Бугарија. Различни тези имаме на муавет. Едната од тезата е на председател на нашата држава кој што тврди дека руски структури влијаеле во Бугарија на руските структури кои што тоа го прават врз нашата земја, од нашава земја па овде руските структури во опозицијата ја прават целата таа работа. Мислиш ли дека е гајле на Русија за ова што се случува? Сам не сум ни русофилни, никој немам ништо ни против, нити ги сакам, нити ги мрзам. Некој се представува дека е проамерички, некој проруски, некој проукраински. Ја мислам дека у Македонија луѓето, народот во Македонија, искрениот народ е ориентиран промакедонски. Знаеш колку им е гајле на русите? Казалачка снег. Исто колку што им е гајле на ескимите за случувањата во Македонија. Имат поголем проблем, им се топи ледот на Северен пол. Да, годинава нема да видиме ни Дали ќе видиме снег, тоа е прашање. Што мислиш, 4 февруари што ќе се случува на гробот на Гоце Делчев? Кои се твоите предвидувања? Јас што го гледам и што го слушам деновиве, значи треба да биде многу достоинствено тој ден, да не се паѓа. 4 февруари ќе биде најдостоинствено. Не смее да се паѓа на провокации. Јас го лично се прашувам. Колку и да пробуваат да ги служуваат од другата страна, треба да се покаже да голема масовност на македонскиот народ. Но достоинствено да искористиме приликава да ги повикаме сите луѓе да дојдат. Да се поклонат на гробот на Гоце Делчев и да се го задржиме тоа, бидејќи суштината на постоењето на оваа форма на македонскиот народ и оваа форма на македонската држава е Гоце Делчев. Ние сме сите Гоце Делчев. Гоце Делчев е Македонија, не може ништо друго да биде никогаш. Само тоа е даскал. Биче, мораме да бидеме така. Мора да биде достоинствено. И денеска слушнав уште една изјава имаше Оливер Спасовски, кажа дека ќе биле ангажирани 100 па можеби и 200 специјалци во панцири, подполна борбена опрема, со пендраци, ја не знам што мисла дека ќе се случи. Ќути Славјанка што ги даде тенковите во Украина, може би кој ќе донесеам дека и тенкови ќе имаме на како изгледа делегацијата на 4 февруари државната? Ја слушнав. Значи тоа е направени тројцата луѓе кои што имаат најлош рейтинг во Македонија да ги пратиш на паметникот на Гоце Делчев. Не што имаат најлош рейтинг. Неомразените луѓе, реално неомразените луѓе во Македонија. Да не бидам толку груб сега да не кажам дека. Морам, тоа ми лежи, тоа се неомразените луѓе во Македонија во моментот. Ковачевски, овој речи Артан Груби и Оливер Спасовски, не знам уште двајца ќе имат. Мене ме фаќа паника кога го праќаат Артан Груби во близина на некој споменик или паметник. Се ми се враќа од насликата Цар Душан го крше пред некоја година овој вице-премиер, заменик премиер. Па добро, сега стана зелените и мислам може би стана. Па го утна нели еден друг споменик го искрши по грешка. Друг скрши, така да би требало проверат на врата кога ќе влегува Свети Спас некој чекан да нема потоа чеповите да не направи некоја белја. Ја можам да кажам само едно. Доколку полицијата во Република Македонија сака да има инциденти, ќе има инциденти. Во спротивно нема да има ништо. Тоа да бидеш повеќе од сигурен. Не знам како би им одговарала, зашто да има инцидент на таков ден? Дали ќе им одговара, зашто? Ќе ти кажам тези некои, еве, ќе ти нафрлам некои тези. Од ВМРО ДПМН е најавена делегација од највисоко ниво, со сите партиски структури. Значи, почнувајќи од председателот Христијан Мисковски, Патриотскиот институт ќе има своја делегација, Унија на млади сили ќе има своја делегација, Унија на жени, Унија на ветерани. Значи, сите структури ќе си имат да одадат почит на великанот и даскалот. Така. Од тие причини, мислам дека СДС, не знам дали ќе имат како политичка партија, не збориме за Влада и Ковачевски, како политичка партија не знаеме дали ќе имат делегација. Сигурно ќе имат. Сигурно, само може да се случи... Кажи ми, еве, бичи, кажи ми... Може да положат свеќе како што направи еднаш во 18 часот вечер. Со кое лице ќе отидат СДС да положат свеќе пред споменикот на великанот на Гоце Делчев? Нешто те гледам чуден. Ако знаеме што направи. Немој така. Пази, подпиша добрососедски договор со Бугарија. На тој добрососедски договор стави анекс на договор
и прифатија француски предлог. Француски под наводници, пак ќе речем француски Гледам, предлог. нешто многу ми се озбили со темава. Да, се нервираш, те гледам. Да. Почна да се нервирам. Темава и малку и повеќе од сериозно. Ама општо милјави меѓу луѓето излезе на улица, таква поларитет се појавува во целата оваа работа, уште толку се долева масло, тензија на се тоа што се случува во Па може би токму тоа им е целта. А зашто би го правеле? Затоа што им се гледа крајот. Купи ден продај ме работева. Што ќе Купи добиеш? ден продај фотејата. Фотејата, тендерите, нема да ги забориш тендерите, регбитола, струја, фотоволтаици. Па добро стан. Ама секој ден е милиони. Милиони и милиони се вратат. Мислиш ли дека има договор помеѓу Ковачевски и Пендаровски, ја да бидам добриот полицаец, ти да бидеш Па така ми личат, да ти кажам. кажам. Целата оваа работа, за да така изгледа фолклор. Така ми личат, да ти Во кажам Република право. Македонија, на крај пак ќе биде криво Мислам, опозицијата, нели? познавајќи го Стево Пендаровски, слушајќи ги неговите изјави од претходно, не можам да му се начудам што кажа се после одржаниот состанок на Совет за безбедност. Као да беше член на некое тело на ВМРО. Па не да беше на извршен комитет, член на извршен комитет на ВМРО да помне, така ми делуваше човек. Мислам, така ми делуваше, тоа е Ајде да пробаме малце да оставиме оваа тема да одиме на повесели теми. МКЦ. МКЦ, КМЦ, Младински културен центар. Слушам ставиле безбедњак. Мислам тоа по нивните кажување е човек со факултет безбедност. Пази, кој што бил вработен преку агенција за привремени вработувања, до тогаш додека не го поставили не отишол на работа. Детектив. Така ви Прво кажам. знаеш што направи? Смени бравите Добро, таму на канцеларија. Кажи ми, ти имаш поголемо искуство со МКЦ. Од времето МКЦ е култно место за Скопје и скопјани, воопшто и за македонци. Се уште. И се уште е. Да. Се одржувале еден куп концерти, се промовирале многи ликови таму. Многу од она што значат нешто сега во моментов на македонската музичка сцена. Кажи ми овака, се од МКЦ. што му беше поентата со менјање на бравите? И во најлошите, јас свакам, значи негде МКЦ во моја живот го посетувам уште од 80-тите години, Так. затоа што таму се одржуваат првите андерграунд концерти, многу познати имиња во тогашната Југославија и во Македонија сега групи почнувале од МКЦ, тргајќи да речеме од Мизар, Лепи Сол, па од бившите југословенски простори, од Парти Брейкерс, Парни Ваљак, сите тие имаат гостувано во МКЦ. Сакам да кажам дека секогаш беше зона на слобода и на слободно размислување. Дури и во комунизмот, значи сите оние што беа андерграунд луѓе во тој период беа во или околу Младинскиот културен центар, тоа што каже 25 мај. Тогаш. Да. Никогаш не се случило вратите да бидат затворени таму. Никогаш не се случило. Ми даде малце онака 25 мај, роден денот на Браварот, и овој се излегува Браварот. Може и тоа ќе да е, но она што она што најмногу иритира дури во јавноста се оди со една шпекулација дека заради тоа што претходниот директор на МКЦ, човек кој што е однатре и кој што има страшно сиви зад него и направено многу работи во МКЦ, доби 13-та ноемврска награда пред 2 месеци. Да, и тоа и сега го смени. Од тоа од личноста која што го од Данела, да. Од Данела, така се викаш ова. И сега се случува да го смени истиот човек и пуштаат уште еден лош муабет кој што сигурен сум дека е патка, бидејќи за човекот за кој што се работи ми е близок приватно пријател. За Армен Шакири, за Бени Шакири правиме муабет. Дека заради тоа што Бени него запослиле во МКЦ, го слушнав јас тој муабет, некој да го потпише, познавајќи го Бени вака лично персона, иако сме диаметрално различни во нашите политички ставови со него, меѓутоа тој е човек со достоинство и што сигурно никогаш тоа не би го направил, познавајќи го него лично. Имаше, нели, требаше да биде директор. Очекувам денови, очекувам и он да излезе со свој став. Ќе видиме. Иначе, нели, требаше да биде директор на МКЦ и се побунија натре вработените, го ставија човекот кој што пред овој директор, тој се повлече од здравствени причини, да биде директор на МКЦ и тоа сето достоинствено го поднесе Бени. Ова, денеска што му го импутираат, мислам дека е
единствената работа заради која што бараат оправдување за она што се случува Што го направи? во Младинскиот културен центар. Даниел жално, Арсос, само уште една работа би сакал да ги прашам јавно, не тебе, туку е вака преку медиум, како се чувствуваат шарените? Ми го зема зборот од уста. Во МКЦ кисневте, правевте вечери, зони на слобода, демократија, сега кај сте да гукнете? Па кај се? Ве нема. Знаеш дека има Малце директор. незгодничка, Малку незгодничка. незгодно. Имаат директори и види, само нивните директори Данелчето не ги чепка, бе. Кој нивни? Јас сега не знам кои чиви директори се во градот, пошто Па по она таков што е калавала ќе направи во момент. заменик директор на Скопски на Скопски паркинзи е од Левица. Левица има директори, така? Да. И тоа на Види, 3-4 позиции има директори. знаеш, во прв момент Сега направија се зачудив се во прв момент. направија рокада со директорот на Зоолошка и кај беше директор, кој беше? Направија некоја рокада. Директор на Золошка стана директор на Водовод. А од директорот на Водовод отиде Појма не. у кафана. Јас знам. Па добро. Отиде у кафана. Значи ова со Левица воопшто не ме чуди, зашто од која причина, бидејќи они се вака здраво идеолошки етаблирани, самото име им го кажува Левица, самите во неколку пати тврдат дека се наследници нели на Комунистичката партија на Југославија, ја Македонија, пардон, и се согласувам јас со таа една нивна теза, бидејќи живеев во тоа време маце, од причината на Ние живеевме, меѓутоа мене ме чудат дали они живееле у тоа време. не Познавајќи ги кој годиште се луѓево, мислам дека Ама ги земале начинот на комуникација, значи црвената буржуазија, црвени директори. им кажувале нивните родители, така? Да, па нели недопирливи беа, наводно не можевме до нив да стигнеме, па гледаш возач, телохранител и сите тие останати работи. Тоа не е телохранител. Комесар за безбедност. Немој молим ти. Другарот комесар за безбедност. Другар комесар за Точно, нели, безбедност. Друже. Така. Кога сме кај Данела, освен менјање и поставување на директори, веде директори, вршители на должност, дали имаш слушнато да направи некој друг проект во град Скопје? Има. Ќе те демонтирам. Секој утро кога одам јас на кај центарот на градот, го гледам проектот кој што го работи Данела, онаму кај Тршарина Скопска, каде тоа е еден кружен тек, го прават скоро година, а целиот потек е негде 30 метри. Една недела ќе го закопаат, една недела ќе го откопаат, па пак ќе го закопаат. А не знаеш какви гужви се случуваат тама, тука е Ово нема у Белграду. има. Не знаеш што се случува. Пред еден ден поминував покрај Теодосија Голганов, затоа што таа улица, знаеш која е таа, некои 500 метра има, ја прави цел мандат од како дојде. Кажуваме ги улица е постара, пошто јас сум на некој друго време. Кај студентскиот дом Кузма. Тука да. Поминува, знаеш што се имаше случајно? Имаше сообраќајка. 2 приватни возила со амбулантно возило. Брза помош 194. Знаеш каква гужва имаше вечер? Тоа беше некаде околу 7-8 вечерта. Знаеш каква гужва имаше? Застанавме да провериме, да видиме што е работео, застанавме, нели, многу јасно. Луѓето рекоа заради тоа што прво не е регулиран сообраќајот и гледате вика што работи. Едната страна беше откопана 6 месеци, еве другата страна откопана уште 12 месеци. Контейнери на улица стојат. Бичикле, контейнери и ѓубре на улица. Кај што доста фреквентна улица. Уште една работа, не знаеш, после емисија ако сакаш ќе те прошетам блиску е. Нема. Не, блиску, аеродром е блиску. Аха. По булевари, кај што се под ингеренција на град Скопје, да видиш што е со светлата, што се случува неколку дена. Да видиш што се случува со светлата. Не знаејќи дека ингеренциите за сите булевари и осветлувањето и комуналниот отпад кој што треба да се крива е задолжение на град Скопје. Точно. А не на општините. Не, ги гледам по социјалните мрежи, знаеш, Орце не направил ова, не го кренал ѓубрето, Тимчо не го кренал ѓубрето, не знам. Кога они да се изборени од народот за да го креват ѓубрето? Не. Ама не знаат луѓе. Немаат комунални предпријатија. И тоа, ама и уште една многу битна работа која вака што е суштествена со живењето во градот Скопје, сите големи булевари, тоест сите улици каде што сообраќаат автобуси
на јавниот собрекаен, Так. јавното собрекаено JSP? предпријатие се под ингеренција и На на град градот Скопје, Скопје. на И тоа град е Скопје. многу чиста работа. Кога но- сме кај градот Скопје? Секретарот на град Скопје. Повторно Секретарчето. секретар е нешто убаво и големо. Секретарчето на град Скопје повторно нешто со закани за физички пресметки. Со кого бе оној ќе се пресмета Па човек? не знам со кој ќе се пресмета, Со кого оној ќе се пресмета? ама еве го, повторно се заканувал на вработените во град Скопје. Добро. Повторно. Ќе му заврши мандатот на тој човек од градов, го знам, мака. Не се свесни, еве година дена помина. Години Како ги испече на улица? Како ќе се прошета тој човек? Како ќе Па не знам, го знаеш ли од порано, си имаш шетано низ град? да. Се шеташ Знам, низ град? персонално се знам со него, лично се знам во еден период искористувајќи лично пријателство, школско пријателство на еден висок политичар од ВМРО, дури беше член и во структурите на таа политичка партија, па направи еден кекс, па го тргна, па го врати и така натаму. Значи, јас многу знам за него и не кријам пораки како некој што нели крие пораки па сака да ги објави. Тоа за мечката Како ви- кога ти игра у комши ќе ти заигра кај тебе. Опа. Да, кога ти- Еве, Кога ти игра мечката у комши, ќе ти ти игра кај тебе. Не знам, 3 месеци поминаа, мечка ништо не кажа за пораките, не ги прочита, не ги кажа. Па не знам дали да читам или да го почекам него он да си каже што има. Сега ќе се вратам пак на Бугарија. Аз ќе почакам како и Аз ќе почакам. Го знаеш што е виц? Тоа кога некого судили во Бугарија на времето комунизмот на смрт, и им вика, која ти е последната желба? И сега овој вика, последната желба ми е да ме закопате до Тодор Живков. Вика, како да закопате? Жив е. Жив е. Аз ќе почакам. Така да, ние ќе си почекаме сега. Фино лепо како вика, да дојде нешто да се... Негирањето на Џамбаски во контекст на вицот, негирањето на Џамбаски ми изгледа како оној виц, не знам ти го кажал за после 90-тите кога се отворија према светот, они мислеа дека до 90-та година они мислеа дека се единствени на планетата, дека друг Уште мислат. Па и така мислат. Го изнеле годнеле у зоолошка градина. Кого? Бугар. Некој бугарин го фатиле, го однеле у зоолошка градина, му покажа ова е конј, ова е лав, ова е тигар, ова е нилски конј и го однеле пред кафезот на жирафата. Стои бугарот, го гледа овака, гледа се, добро. Тази животно не постои. Како се печата, тази дупка не е дупка. Тази дупка не е дупка. Колку не сличен јазикот му е ви. Абе, сега сличи не е јазик. Потполна истина. А сега Од види, типот на този вопрос, например, тоа баш се употребува овде кај нас. Ова на Мерсини, ајде да види, да не генерализираме. Бугариве се Бугарската политика. Бугарската политика, Бугарија, да се луѓе, јас сум многу пријатели таму добри. Ќе прочитам и некој има еден многу убав твит од Бугари. Ќе се изненадиш кој ќе го прочитам. Бугарската политика е Не го читаш, фане да не заглави човекот после тоа да не го чуе. не, има среќа на овакво на Твитер се псевдоними така да така. мислам дека нема да има Добро. проблеми. Ќе му се извиниме овака јавно, ќе му се извиниме на човекот што го меша. Меѓутоа да те прашам еве уште една работа. Стефчо не се изгуби некако. Стефчо, Градоначалникот на Карпаш. Па има некоја изјава, вчера гледав, читав дека предходната изјава му беше околу ги бранеше директорите во град Скопје. Па негови директори. Сега да говори за 4 февруари, дали како треба да се брани гробот на Гоце Делчев и сите тие останати работи. Стефчо Екимовски. Да, за него правимуваме. И сега, ако ги собереш Да не него... си грешка? Не, да, тој. Овој што прави сега конгрес на 28, не знае кај ќе му биде конгресот, не знам дали си видел? И тој исто беше од таму. Да пишува политичка партија, ќе биде конгрес на 28. Да, го дополнително ќе бидете известени, така. Дополнително ќе биде. Тоа уживам да Ќе се бидете уверила, че дополнително известени. Вака врва до сега, никад не сум го сретнал тоа вака. Ово нема у Белграду. И дополнително ќе биде известени кај ќе биде и што ќе правиме мовет и тоа ќе видите тогаш. И уште пар луѓе кои што персонално вака лично од таа групација, веќе тоа е една групација, повикуваат на радикализам за 4 февруари, повикуваат дека ќе ставеле барикади, дека преспивале, дека правеле ова. Кај ќе приспива да те прашам овака? Еден тоа е една само иницијална каписла ако се гледа нивниот потенцијал политички и сериозност и бројка. Значи членовиве на една, на друга и на трета групација може Не може да направат куќен, мислам извини вака, ама не може да направат куќен совет. Па токму тие ќе дојдат на тој ден со 15 знамења на нив качени, ќе направат инцидент за да целата таа приказна се сврти како што тоа го правеше на пример
Пак ќе ги спомнам, иако премногу просторно давам емисија, Левица не го правеше тоа истото. И на протестите летото кога беа, ако ти текнува пред влада, Така. секогаш оној гол популизам кој што поминува кај одредени структури на луѓе во моментот незадоволни нели од било каков начин од било која работа, но така. моментот на освестување е многу тежок после тоа кога ќе влезеш во нешто тако и кога ќе речеш леле како можев Александаре ова да го направи да излезам на повикот на оној таму за тоа да го направим. Ја слушам муавети. Не можам да ги разберам. Стварно рака ми е. Се повеќе слушам муавети која будала сум бил што сум излегол и сум го дал гласот за Левица да има дури двајца пратеници во собрание. Од тетовирање фраза дека што сум дигал рака во вторник. Што сум дигал рака во вторник, баш така, така. Што сум дигал рака во Што сум вторник. дигал рака во вторник. Кога сме кај Дуи вака ништо интересно ли да те избрифирам ако од моје мало се тие поише. А тие со твој мало повели би ми било чест да ми кажеш некоја новина ако има. Значи си тераат две групи, онака, со две различни трибини, иако не е... Сега се зелени и огнени. Да, зелени и огнени. И зелени и огнени. Каква комбинација? Зелени и огнени. Со тоа што, вчера ми кажуваш, преска ми кажуваше ти дека 62 во парламентот влегле овие двајца од Алијанса за да добијат кору. Беа овие огнените во парламентот вчера? Очигледно не. 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 Добро, да требаше 61 Кастриот ќе го донесе, а сега таму е кај огнените. Ама Кастриот е кај огнените, Пототикам, ќе го собере еден. Ама не, мислам дека овој пат, види, кај Кастриот мислам дека веќе и жена му не гледа доволно телевизија. Односно Макрон, мислам, Кога би играл Кастриот би носел број 67 фудбал на грбот, ели? Так, 61, да, 61. Тоа е бројката Кастриот. Голман. Замисли голман 61 број. Голман 60. Имаше 69, не знам кој Ама беше. 69, сега немој беше- толку да кој бидеш, беше- немој да бидеш таков. Пајука ли беше ли, Беков ли, таков ли беше? Немој да бидеш таков. Не би така. Ајде Маце, твитни кажи што се случува таму. Околу твитовите, кога сме ги спомнавме твитовите, има доста интересни твитови. Некој, сега, македонски твитови, галама глас. Оваа држава од СДС, Дерман нема виден. Еден договор подпиша, 300 проблеми направи. Значи, ја мислам дека човеков има погрешено со 1-0. Па ако 3-1. Па ако тргнеш 91 година Киро Глигоров со Алија Изетбеговиќ, сојуз на суверени држави, договор првиот на друга форма на Југославија, па промена на знамето, па промена на името првото во фирма. Да. Тоа се случува во време на СДСМ, па речи го Нивица договорот, францускиот што го викаат бугарскиот договор и сите тие останати работи, сите тие работи се случуваат во време на владењето на Само и единствено СДС. кога СДС е на власт. Ама не можам да им го кажам затоа што не им прилечи. Види, ќе ти прочитам. таму и таму има луѓе кои што се на стара гарда, кои што имаат национални чувства изградени, иако сме политички противници. Така е. Во таа работа, но тие не можат глава да дигнат, но колку што разбрав и во самиот социјалдемократски сојуз врие. Има Плокоти, не врие. 5 или 6 фракции покрај онаа на Заев која што пробува да ја сруши. Морам да ти прочитам, ова мораш да го слушнеш. Ајде. Значи, пази, од подржувач на СДС и тоа добар подржувач не. Во време на Грујот, дали на некого од СДС ќе му дозволеа вака да дебатира на телевизија како што сега дебатира Пандов. Пандов е председател на Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН Гоце Делчев. Пандов е искусен, доволно искусен аналитичар, за да она што ќе го каже држи место и вода. И сега се дрзнува некој си Дарко Кежман, алиас, сега да не го... А, знам кој е. Знаеш кој е? Ерол Ризалов. Немој. Ерол Ризалов е, знам, ми мојат кажано, Ерол Ризалов е тој. Кога сме Ерол Ризалов, да те кажам една многу интересна приказна што се случуваше 91 година, на 4 мај, кога се формираше подмладок на една политичка партија пред споменикот на Гоце Делчев во паркот во Скопје. Добро. И се одржува таму манифестација, нели културно забавна програма и едно девојче со мајца на која пишуваше Веб Варда и Регија Пирин и имаше етничката карта на Македонија, влегува во еден кафич, тука се викаше Занзибар, спроти. Без реклами ќе те молам, ќе треба да наплатиме после. Да. На масава седеа Ерол Ризалов, Бранко Тричковски и Звездан Георгиевски. Звездан, не знам како е. И тие беа главни вака тогаш
ударно перо на СДСМ и четвртиот им беше овој сега што направи партија десна. Оној председателот Да. на градски? Не се, да. И влезе девојче внатре и еден од нив се дрзна да проба да ја скине мајцата. Искочи девојчето од ресторанот, за 30 секунди влегоа 40 најавачи комити. Знаеш ли што направија со овој председател? Не Ја го мора ќе да- видите. не можеш да кажеш. Подот го избриша. Не можеш да И кажеш. се очекуваш таков човек некој да сака да има некои национални чувства или да сака Македонија. Не може да има. Што очекуваш од таков Да. човек? Има Кежман. Да. Па да го потсетам Кежман дека нема времиња вакви такви, туку во времињата на владењето на Социјалдемократскиот сојуз, го скажав и тоа е минатата емисија, една телевизија во Свети Срушена Николе од темел. ја срушија и Ви, објектот го он има- срушија онака. Имаат онака Кој за буквално демократија? сваќаат кога треба нешто да се затвори. Да. Дошо до темел, до фабриките. Што? Има еден добар твит. Бугарски фондации плаќале по 400 евра месечно за да се правиш бугарин и да шириш бугарска пропаганда на социјални мрежи. Пази, ова сега 400 евра? 400 евра месечно, значи мислам оној пак ќе го спомнеме оној од Битола, тази освестениот бугарин, толку му Љупчо. кошта Љупчо Георгиевски. Георгиевски, да, а секретар на Ванчо Не, Михайлов. секретар е Црномаров. Аха, На Сдруженијето овој е председател. 400 евра месечно. Добро, за 400 евра има луѓе кои што си ја продаваат душата на ѓаволот. Го спомнавме Џамбаски сега, да не... Да. Ангел Џамбаски. Ангел Џамбаски, ѓавол во ангелско лице, мислам, онака... Ангелче на Велески, знаеш што значи? На белешки. Не, Ангелче. не. Мало магаренци. А мало магарец. Тоа значи Има уште еден твит, недопирлива. Бујар повеќе, се враќаме повторно на Бујар. Бујар повеќе се грижи за украинците, отколку за македонците што го плаќаат. И глуми голем лидер и космополит. Па е космополитот причина што Тоа ради костата што е насадил Не космополит заради или... неговата веб страна кај што е председаваш соце, која што стана порно страница. Да, и уште не може да Тука е најдат космополитскиот кој е момент. хакирал човече божи. Вториот космополитски момент го кажав на почетокот на емисијата, отиде во Бугарија, рече јас доаѓам од малцинство кое што било репресирано во Република Македонија и знам како им е на бугарите во Република Македонија. Аха. И тоа ти кажав, да беше во Бугарија, ќе се викаше како што правеа бугарите на времето, сите ги прекрстиани турци Нека помаци. да прочита, вика, нескапата веб порно страница во свет. 5 милиона евра. Умашала. А, опсе? Опсе. Добро, председавача. Недопирлива. Освен мантрата бугари во устав, во држава ништо друго не се прави. Нема веќе ни дно. Многу добар твит. Да, Значи, бугари многу во добар. устав. Бугари во устав. А не, види, Сабајле кажа Боцевски, значи оние се 3000 нешто, така попишано. 3504-5, не знам, не битно. А околу 5000 си имаат подпишано на подписов као джедаи. Да. Тие не го Ви, пара тоа. имам намера наредниот попис да барам да има графа за антички македонци. Да видиш колку ќе има. Со оглед на годините можеш и антички. Да, видиш. така е. Брадава, И табел. ти, Јас сум пред антиката. ти си пред антиката. Така. Марга, Таче, Зечевик. Таче Зечевиќ. И Оливер го квалификува 4 февруари како настанот висок безбедносен ризик, воедно свесно дозволуваат влез на луѓе спремни за провокации и навреди кон македонскиот народ и историја, за да го турнат македонецот во новото крваво сценарио. Види, добар твит, ако се анализира, држи муавет до одредена мера. Добро, мене ми е чудно, ајде, окей, да даде свое мислење за 4 февруари од позиција на министр за внатрешни работи, од позиција на председател на владата. Ама што има Миле Зечевиќ да дава секретар на политичка партија, дали е безбедносен или не е безбедносен ризик? Или уште у филмот дека е во структурите? Знаеш, еднаш у структура, цел живот во структура. Сакаш да кажеш еднаш кодаш, цел живот кодаш? Цел живот кодаш. Да не вулгаризирам. Види, кај нас има, ако гледам историски, прво ВМРО и во ВМРО ДПМН, за жал, ќе речеме за жал, имало многу котевци од други. Знаеш на кој ги мислам? Да. Меѓутоа, за среќа имало и има многу и ќосевци. Да. Сега, ќе каже некој камата, пиштолот, ножот, не. Секое време си носи свој начин на борба.
Секое време. Добро, ма коdošlukот овде на Балканот е фолклор. Тоа Нушич го има во солително лице, тоа кажам, веќе не е ни фолклор. Не, Нушич Тоа што ќе- вика, си отворил кодошилница, вика, полесно му е на кодошот, зашо вика? Па вика, претходно требаше да оден из градот и да слушаш што му кажуваат, а вака си отвори кодошилница, доаѓа добар ден, што е дојдов вале да го искодошам. Так, Секој му сака тоа да го направи. Тоа Дополнителна е. работа кај нас по најновото е дополнителни приходи. Од Добро. редовните сега дополнителни приходи. Има еден интересен твит, фортификација. Немогуче бре. Јас се извинувам прво што морам да ги читам, ама сакам да ги читам автентично твитовите за да не правим импровизации. Тачка Димитар Ковачевич, што е ова бе? Нели на цела муцка широко отворена, трубите дека сме почнале преговори со ЕУ. Повторно ќе се извинам, Стока Сапендаровски, што вели за Кажаново од другарчето му. Или Бојан Маричич ќе не извести после поедок. Мислам, неговиот поедок е врзан со ручек, дечко ќе почека малце или кој да е фортификација. Да, ама- Ќе почека за малку за Маричич. Пред да почнеме емисијата, А може вика и Бујар Османи. читав пред емисија овде Целиот твит- дека целиот се твит е- повлекуваат бугарите од сите разговори. Целиот твит е на изјава на Радев, председателот на Република Бугарија, кој вели: Македонија не ги започна преговорите со Европската унија. Значи, скринингот и де факто не значи почнување на преговори. Каков русофил е тој Радев, та чуда и тој збори сега нели за А исток, запад, тоа е за- тоа е таа школа, па Радев, ако мислам знаеш Знаеш дека дека е третата пилот, политичка партија, третата политичка партија во Бугарија моментов, што е во парламентов, е проруско ориентирана. и тоа и тоа хардкор дебело, онака. хардкор. Ќе прочитам само уште еден твит од Султана, а председателот на Бугарската фондација Македонија, известен Виктор Стојанов, јавно се фали по социјалните мрежи дека во Скопје организирал воена обука, дека дава по 30 евра на деца во Македонија да учат бугарски јазик, литература и историја на онлайн училишта. Дека ни Скопје негови членови залепиле 100.000 налепници на кои пишува дека сме биле еден народ со бугарите, упатуваше закани за физичка ликвидација на председателката на комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Чекај, воена обука те разбрав нешто, така? Внимавај, значи Мислам дека ми се причини вака. ќе се надоврзам после на Оливер. Ама МВР со прст нема да мрдне, а МНР ќе чешла перики. Мислам интересно ќе чешла перики. Знаеш ли воена обука, кажи да, воена обука во Бугарија, знаеш ли? Не во Бугарија, во Македонија, во Скопје. Дали си ја читал ти воената книжка на Бугарија? 3 години? Не, воената книжка воена, правило на служба имаше во ЈНА и во Арама, има правило на служба во војската. Прво правило на бугарите во опасност, знаеш ли кој е? Изгледа тоа го вежбал на Македонија. Јагај на земјата. Јагај на земјата. А второто знаеш ли кој е? Јагај и бјагај. Во време во случај на опасност. Така. Значи тоа прави бугарски војник. Легнува и бега. Така. Тоа е. Сега, да се вратиме на малку и назад историјата. Знаеш како ги пречека и како ги избркале бугарските администратори моје крато острацим? Не знам, не. Во Бугарија знаеш како се пратени? По бели гаќи. Чи соблечени само гаќи. Вие кратовците сте опасни, дури уште од времето кога Михаел Шумахер и Ферари го ставевте во рекламата на социјалистичка Не, партија. тоа социјалистите. И покојниот Љубојсав Иванович Дзинго, кој што многу го почитувам, морам да кажам. Не можеш да бидеш нешто друго кога Павел Шатев е од Кратово. Јосиф Даскалов. Мислам, плејада на луѓе истакнати македонски револуционери. Јас Кратово го открив пред 20 и нешто години, се изненадив каков град прекрасен е вака, искрено да кажам. Да се вратиме на темата за твитовите напишани од луѓево се пресериозни. Мислам, овака може изгледаат забавни и Имаат суштина. меѓутоа има голема суштина, суштина. Има суштина затоа што види, обичниот човек ја гледа реалната слика, она што ни се случува во Македонија, а Оливер Спасовски денес ќе повторам дава изјава во која вели ќе одлучиме на 4 февруари дали да ги прогласиме персона нон грат. Тука се поставува види што го прогласи за висок ризик. Да. Се тој ден ќе прави. Да, тој ден ќе прашаме на работа. Сега 4 февруари. Предпоставка ќе ги прогласи за персони нон грат. Дали мислиш дека тоа не е дело сценарио за да направи инцидент на
кај црквата Свети Спас. Доколку рано наутро ги прогласат за персони нон град. Треба да излезат од државата. Да, чудни моменти. Мислам, види, А ти за мислиш дека мајување. ќе дојдат на четврти? Ја мислам дека ќе дојдат. Мислам дека ќе дојдат. Секој добронамерен. Па нека и од Бугарија. Има честни луѓе и во Бугарија, нека дојдат, нека се поклонат. Меѓутоа, тоа нека биде во еден дух, прво Да не забориш Бугарина да ми го прочиташ. христијански. Што ми вече? Да, Бугарина. Што ми вече, ти немаме многу време, уште 2-3 минути ќе го прочитаме и толку. Меѓутоа, да дојдат и да се поклонат пред великанот, македонскиот великан, пред даскалот Гоце Делчев. Роден во Кукуш. Сега види, учил во воена школа во Бугарија. И они од тука земат дека Гоце бил бугарин, затоа што учил, а не кажуваат дека е избркан од истото тоа школа и што е во сите документи пишува секој имаш читано, вика секој се обидуваше да влезе во бугарскиот двор. Кој преку пенџере, кој преку задна капија, кој преку предна капија, кој преку оџак. Единствено кој што никогаш не сакаше и не влезе во бугарскиот двор, тоа е Гоце Делчев. Да, има и еден многу интересен момент кој што бугарите денеска поврзуваат со својата бугарска држава, историјата и овој проблем со Македонија, а тоа се нивните цареви. Значи, знаеме дека Фердинанд бил австриец, така Борис е пола австриец и така натаму. Да. Една интересна информација која што вака малце ја знаат од слушателите е таа дека овие бугарски увезени цареви никогаш не им верувале на бугарите. Иако им биле цареви. И од таа причина водачите на ВМРО во тој период влегувале кај бугарскиот цар единствени со оружје. Само во нив имал доварба. Во бугарските генерали и офицери, кога влегувале кај царот, морале да го стават надвор оружјето. А водачите на ВМРО не. И тука е таа колизија кај што бугарите се поврзуваат во една приказна дека помагале на македонците. Не, монархијата во тој период помагала од причина плашејќи се од сопствениот народ. Ќе те прашам само една работа. Која година Бугарија ослободена од Отоманската империја? Појма не. Да. Со 1800 даде со 90 Сан Стефанскиот договор. Така. Во Сан Стефано, да, па Букуреш после. Не, тоа е 13-та, тука не. После руско-турската војна, Да. последната. И то две држави се прават. Македонија има Бугарија и Тракија. Так, кои што траа 2 има месеци. Македонија има Илинденско востание 1903 година. На македонските војводи комите им е ветен од бугарскиот двор дека ќе им дадат оружје, топови, не знам што. Што добија? Никогаш ништо. Ќе го прочитам твитот, само ќе те замолам вториот дел од твитот, ти да го прочиташ бидејќи мислам онака поубаво се изразуваш на български. Да, излегуваме од времето. Имало бугари со памет и разум. Што ми инсуираш ти подобро се изразуваш бугарски? Мислам, по-елоквентен си. Имало бугари со памет и разум. Аплауз овде, драги мои. Еве ќе ти дадам само да го прочиташ вториот. Един Иван. Прочитај го, те молам. Да крстиш Български културен центар в Македонија цар Борис, всеедно е да крстиш немски центар во Израел Адолф Хитлер. Пренесен на Боетова, па и така е, да. Буквално е така. Ова не е македонец, ова е... Не можам да разберам. Културен центар. Иван Михајлов, револуционер, водач на ВМРО, цар Борис, цар на Бугарија. Која приказна со културните центри? Значи, ќе ги сватев искрени намери ако имаат бугарите во оваа работа во Македонија, ако пример го крстеа културниот центар во Битола Пео Јаворов. Нешто што не врзувало, што не поврзувало. Да. Или го крстеа Никола Јонков Вапцаров, така, каде што имаме нели и нешто барем допирнос со културата и нешто што ги обединува и двата народа, условно кажано. Так. А да одиш ти со недефинирани личности во историјата, како што бил Иван Михајлов, иако бил водач на ВМРО, меѓутоа од 45-та година се става во пропаганда на западната машинерија која што работи против комунистичка Бугарија. Так. Му пуштаат секретарка една од службите и таа цело време го наведува да го работи тоа. Така да интересно за Бугарија има што многу да се збори, но луѓето од техника веќе ми даваат сигнал дека го поминав времето. Јас само се извинувам на луѓе од техника. Луѓе, 4 февруари е ден на раѓањето на великанот на македонската во Македонија, воопшто историјата, современикот на Македонија, Гоце Делчев. Ги поканувам сите, без разлика на вера, националност. Сите оние кои што имаат честни намери, да дојдат
на 4 февруари и да се поклонат пред споменикот на великанот Гоце Делчев. Да, секако, тоа е наша должност. Тука сме на крајот да се одјавиме ване, ја стерав емисијава, прв пат вака видео не видовте како изгледаме, се не надам дека не се разочаровте многу, малку се разочаровте од нашата визуализација. Почитувани слушатели, гледачи и сите кои што не следите во оваа емисија, ви посакуваме пријатна вечер, се надевам дека не слушавте, вас почитувани хейтери ве охрабруваме што повеќе да не озборувате периодов за да ни Секако. ширите емисијата. Репризата е да не заборавите од четврток во 13 часот. Се слушаме наредната среда во 20 часот. Здрави и живи, а до тогаш се радувам дека и со многу нови настани.